Добар ден на сите. Врз основа на член 44 од статутот на општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за еднакви можности помеѓу жените и мажите со следниот дневен ред. Точка број 1, јавен повик за ангажирање експерти за поддршка на жени предприемачи на локално ниво. И точка број 2, јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на здруженија на граѓани и фондации кои работат во областа на еднаквите можности. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. Едногласно. И согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Точка број 1. Јавен повик за ангажирање експерти. Извинете. Стефи, има грешка овде. Значи во дневниот ред ти се пише ни сега само третата точка е за финансии. За финансии сите три после ги објавуваме на финансии. Добро. Точка број 1, јавен повик за ангажирање експерти за поддршка на жени предприемачи на локално ниво. Точка број 2, јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на здруженија на граѓани и фондации кои работат во областа на еднаквите можности. И точка број 3, јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на здруженија на граѓани и фондации за 2024 година. Прво, благодарност на сите што дојдовте, заради тоа што знаеме дека се одмори. Имаме представник од општината, ќе ве молам да ни ги објасните трите точки. Повелете. Благодарам, председателка. Почитувани советници, барам на овие две комисии, Комисија за еднакви можности и Комисијата за финансии, одобрување за да се објават овие три јавни повици, кои се во согласно со програмите за еднакви можности и третиот повик, двата од програмата за еднакви можности и едниот кој е дел од рамките на програмата за локален економски развој. Се работи за двата јавни повици кои опфаќаат програмата за еднакви можности со родов аспект, од кој едниот јавен повик е во финансиска конструкција со 500.000 денари. Таму имаме различни области кои опфаќаат образование, медиуми, здравство, социјална заштита, активности против родово базирано насилство и трговија со луѓе и економско јакнење на жените. Тоа се области кои можат здруженијата да аплицираат и да ги третираат овие теми. Финансите ќе бидат разгледувани спрема апликациите и ќе бидат доделени средства за да се изработат овие апликации кои ќе бидат опфатени и пријавени на јавниот повик. Вториот јавен повик се однесува на експерти, како што кажав и прошлата комисија која беше на дневен ред измената на програмата, ќе бидат јавен повик објавен за ангажирање за 5 експерти кои ќе го третираат економското јакнење на жената, односно женското предприемништво. Овде ќе бидат сумата е 250.000 денари целокупната, а ќе се однесуваат на 5 апликации по 50.000 денари, која воедно е и максималната сума за доделување на средства. Како и секогаш, заинтересираните, јавните повици ќе бидат објавени на веб страната на општина Битола, потребните квалификации, документацијата за аплицирање, извештаите за работа, сето ќе биде објавено каде што заинтересираните ќе можат да си ги прочитат јавните повици и таму каде што ќе се пронајдат да аплицираат. Едниот јавен повик за ангажирање на експертите ќе трае 5 дена од денот на објавувањето, тоест планирано е од денес да се објават јавните повици, да не губиме повеќе време за да имаат и време да ги реализираат своите програми, а другиот јавен повик почнувајќи од денес би траел до 1. август. Така да
Ова е за комисијата еднакви можности, доколку имате прашања околу јавните повици, можете, после ќе би кажала за третиот повик. Повелете за третиот попосле прашање. Вака, третиот повик, како што кажав, е од програмата за локален економски развој. Тука се доделуваат финансиски средства од буџетот на општина Битола за здруженија, граѓани и фондации. Висината на средствата вкупната е 500.000 денари. Овде ќе се однесуваат и приоритети области, ќе имат приоритети од областите за локален економски развој, образование, култура, здравство, екологија и социјална заштита. Заинтересираните, овај повик може да аплицират повторно од денес би се објавил заклучно со 1.8. Благодарам. Прашања? Јас имам прашања. Рековме дека првите два повици ќе одат од програма за еднакви можности, така? Истите апликациите кои ќе завршат, ќе треба да ги разгледа Комисијата за финанси. Да. Така? Да. Комисијата за еднакви можности и И Комисијата за финанси. Во ред. Третиот повик е од програмата за економски развој. Да. Значи, И тоа е за здруженија на граѓани, не е за поединци. За здруженија на граѓани. Добро, исто кога ќе заврши повикот, ќе треба да биде разгледан од Комисијата за финанси. Да. Значи, во моментот имаме 4 повици со се овај за спорт. Да. Сега имам едно прашање. Вчера е објавен повик за култура. Зошто не е поминат на Комисија за финанси? Исто е програмата за култура. Два повици се објавени. Имате информација? Немам. Се извинувам, немам информација. Бидејќи денес се собравме, баравме кворум, нек не имавме писмо до мене за да викнам Комисија за спорт за да се распишат јавни повици. Вчера гледаме два јавни повици од програмата за култура, распишани од градоначалник. Прашањето ми е, овие повици мора да ги распиши Советот, чим се од програми, така? Овие повици кои што денес сум како представник на општината се од програмите кои се изгласани на Совет. Да, да. Добро. Може не е до вас прашањето, меѓутоа некој ќе треба да одговори зашто единствено од програмата за култура вчера се распишани без да поминат на комисија и се распишани од градоначалник. Добро, ако не можете ми одговорите во ред. Инаку за ова немам други прашања. Друг некој прашања? Повелете. Бидејќи имаме два, барем настрана ова за експертите, во делот на проблематиката со родовата еднаквост, во однос на јавниот повик, вели во едниот е поддршка на проекти и програмски активности, а во вториот е финансиски средства на здруженијата. Значи, која ќе биде целта? Ова само ги помагаме, ги јакниме здруженијата, а во ова бараме проекти? Не, експертите ги тргаме. Не, различно пиши во двата повици и јас го видов. Во едното пиши поддршка на проекти, во другото пиши само финансиски средства. Само финансиски средства. Значи, во јавниот повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на здруженија на граѓани и фондации 2024 500.000 денари. Да. Добро, јасно е. Ке си понудат програмата која му е годишната и на економски, на еднакви можности и финанси ќе се доделат. Во вториот јавен повик, или небитно кој е по распоред, за поддршка на проекти и програмски активности. Значи, дали збораме здруженијата може да се пријават и на двата повици. Со конкретен проект. Да, А на ова другото не мора да имат конкретен проект? За ова за ЛЕРМ изборувате? За економски развој, да. За економски развој. Искрено да ви кажам да се информирам, затоа што не идам од тоа оделение, така да се информирам да не направиме некоја забуна. Добро. Значи да тие работи само се кажани горе долу истите работи, мислам не се исти, локално економско образование, култура. Би требало да може меѓутоа да се информирам подетално за да биде поточно и прецизно. Да, и уште една работа, председателка, се вака, пошто ќе разресиме та работа, пошто ќе има и повик така за здружение на граѓани. Значи овие ќе се повторуваат во овие два повици. Нема друг повик, овие се повиците. Значи другите Различни. два повици затоа прашав. По 1 милион денари за Битфест вчера е објавен, не е Го поминат видовме, на да. комисија, е од Комисија за култура. Не знам како го имат објавени, не знам со кое право некој објавил таков повик без да помини тука. Вториот е исто 1 милион денари за културни друштва, како што прочитав, исто не е поминат на финанси. Нема друг јавен повик, овие се повиците. По програми. Ама и овие трите,
вклучувајќи ги двата, Двата. настрана од експертите, не може и едните и другите да аплицираат на едно. Значи, едното третира со родова компонента, на кај што различни. е нагласено. Добро. Да. 500.000 имаш за родова еднаквост, 500, 500.000 за локален економски развој. Не, оти, види, значи збораме култура во јавниот повик. Значи во култура спаѓа и култура и повикот од претходниот ден, ве разбирате? Ама јас затоа прашав. Оти имате и тука, значи едното и другото, дали ќе можат после да не се... Значи, апликациите по тој повик вчера што е излезен, ние нема да ги видиме. Повикот е распишан, а флаерот за Битфест е испечатен. Не знам што ќе гледат. Ме разбирате? Ве разбирам и да... За мене ми е за јавност, значи ние Па за ќе се јавноста. договориме, мислам, ќе се договориме, ќе работиме понашо е како што се критериумите. Добро. Толку. Благодарам. Некој друг прашања? Доколку немате. Точка број 1. Значи, прва и со еднакви можности. Јавен повик за ангажирање експерти за поддршка на жени предприемачи на локално ниво, кој заве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 2. Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на Сдруженија на граѓани и фондации кои работат во областа на еднаквите можности, кој заве молам да крени рака. Едногласно. Комисија за финанси. Точка број 1. Јавен повик за ангажирање експерти за поддршка на жени предприемачи на локално ниво, кој заве молам да крени рака. Едногласно. Точка број 2. Јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на Сдруженија на граѓани и фондации кои работат во областа на еднаквите можности, кој заве молам да крени рака. Финанси. Едногласно. И точка број 3. Јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола на Сдруженија на граѓани и фондации за 2024 година, кој заве молам да крени рака. Едногласно. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.